Бидејќи секој човек кој што влегува во овој, да речеме, круг на естетски корекции и на инвестирање во тој надворешен изглед, полека ја губи способноста да се види себе си со реални очи. Целата негова психолошка личност се насочува кон тоа што јас да поправам на мене, што јас да надградам на мене, затоа што стекнувам перцепција дека мојот изглед треба да изгледа вака и вака во моите очи, како што јас што сум си го замислил, и ја губи реалната слика на сопствениот автентичен изглед. Многу од индивидуите кои што го имаат целосно изменето сопствениот лик, они воопшто не може ни да се сетат како е да живееш во кожата на старата јас, каде што ги немам овие сите нешта. Значи се губи една целосна духовна суштина на личноста и буквално како да сме ставиле маска на нас, како за 1 април и ти живееш во таа улога. Тоа е сериозно, можеме да кажеме дури во блиско оди кон една патологија, затоа што ти стануваш зависен од нешто што реално не си ти. Реално не си ти. Јас познавам многу личности приватно во минатото кои што сум ги познавала, и блиски и далечни, кои што немале воопшто ботокси, немале ништо. И точно знам како изгледале, сега се целосно недопирлива верзија од таа верзија која што јас некогаш сум ја познавала. Значи, целосно се изменува и се добива еден друг изглед кој што индивидуата некако се идентификува со овој нов изглед што не ни може ниту да се врати на старата јас. Прво заради социјалниот аспект. Ќе си кажа како сега да бидам ја повторно грда. Не можам тоа да си го дозволам. Значи станува подсвесно ги тера на една зависност да ова нема крај веќе, си влегол во една игра која што буквално не можеш да ја сопреш. Тоа е една дупка која што многу луѓе влегле во неа и за жал останале робови. Тоа е исто како ќе кажам кој ќе му дадеш печат на ѓаволот. Бидејќи тоа е еден аспект на ѓаволска игра која што ѓаволското е во материјализмот, во естетското. Значи ѓаволот е тера на тоа да влезеш во неговата игра каде што ќе мораш да си ги даваш парите, да си уништуваш изгледот, духот, да бидеш оддалечен од Бога. Тоа е злото. За да можеш ти до крајот да ја истераш оваа игра, ти на некој начин ти создава една лажна игра. Морам ова да го истерам до крај, затоа што ако се вратам на старото, кој ќе те сака тебе, никој нема да те следи, никој нема да, сите ќе те озборуваат. Сега гледам народски тоа да го прикажам во еден контекст. Се враќа тој момент на таа психолошка слабост, дека другите ќе ја видат и едноставно заради сопствената слабост ти влегуваш во игра на сатаната, која што еден ден ти се мава од глава.